Итар Пејо и стариот Арамија. Некој си прочуен Арамија слушнал за итроштините на Пејо и троманецот и решил да го испроба својот арамиски занаед. Го нашол еден ден в чаршија и му предложил да го научи да краде. Добро, му одговорил Пејо, мислејќи си во себе дека не е лошо човек да знае нешто повеќе, и тргнал со арамијата. Подкраднале што подкраднале, ситни работи по чаршијата и отишле в село. И тука украле по некое јагне, јаре, кокошка, јајца и арамијата видел дека ќе го бидува Пеја и за оваа работа, па решил да го подложи на најзрел испит. Та му рекол: знаеш што, Пејо, ти го испече до некаде мојот занаед, но денеска треба уште нешто да ти кажам и да те испробам, па ако излезеш и од тука како што треба, ќе ти дадам диплома од занаетот. Ене ондека на врбана има страчкино седело. Во него има јајца на кои лежи страчката. Гледај ти сега како ќе ги украдам јас јајцата, а да не се сети страчката и да летне. И се качил стариот Арамија, го продупчил седалото од оздола и ги украл сите јајца на страчката без да го забележи и да летне. Арно, ама во тоа време Пејо се качил по него. Дури арамијата, занесен во кражбата, Пејо му ги одврзал бечвите и по полека му ги збутнал, та слегол и ги сокрил во трњето кај врбите. Кога слегол арамијата и се видел без бечви, му ја подал раката на Пејо и му рекол: дај ми ги, Пејо, бечвите и оди ми со здравје, го положи овој испит одлично. Така Пејо здобил уште еден занаед, но никогаш со него не се користел, зашто не бил Арамија по душа.